Петрайли има интегритет и е фаца, што може да му каже. Па не тој зборот, ама авторитет бе да ти евам. Ајде, живели за победата. Да. Дур пие онда нема само цук да кажеме дека Њујорк се 2-0. И за други победи, и за тепавме у Преспа, тепавме Ај, не сајбај. Не, чекай. Тепавме у Радишани. Чекай, не. Не бе, не, за Никола Јокич бе MVP дека беше за таа победа, ја мислам. Му го пустив неочекувано. Јас се оградувам од било какви политички изјави, пропаганди. Сега тоа е модерно подкастите, јас се оградувам од... Јас сум независен кандидат. Разбираш? Независен. Добро. Го представувам хитчек. А за кого гласаш? Приватно е тоа, не можам да споделам. Не, ја гласав за Никола Јокич и ти гласаш за Никола Јокич и кажавме на драгите гледачи не ми го споделувај глас. Уште пред 3 недели. Пред колку време им кажавме дека ќе освои Јокич? Да. 2-3 недели. Да. Не бе што и више може. Да не речете дека не ви кажавме, ете. Да. Се знаеше. Тие што има конекции со ESPN. Инсайдерските информации ги имавме, ви ги кажавме. Да, и да му честитаме трето задни 4. MV3. И тука може да влеземе директно и во првата тема. Мене многу ми беше така да се одразам дегутантно беше од страна на Шек. Нема ни одраз лист, немаш хартија да му пикнеш под нога. Дај, маце да се озбилиме, дај. Да, многу беше невкусно од страна на Шек, насред објава, насред честитање, се уклучува Јокич во TNT. Првите 2 минути. Во првите 2 минути Шек му вика, ај честито, добро беше све, само да знаеш, според мене, Шеј требаше да биде MVP. Да демек да чуеш од мене, да не биде дека си чул од други. Глупости. Мајмун. Не се збори тоа. Сега му сеаваш на човекот да имаш тука 2 минути муабе да направиш. Има време и место кај и што се кажува. Сега имаш време да 2 минути, сега можеш да честиташ. Него на Јокич му е доволно непријатно фала да рече. Да. А овој уште му прави повакво. Па не, онда треба да бира, он секако не би се уклучил у емисија. Да. Прво не е тоа до него, да. И глупости, ја мислам дека тука уште еден приказ на егото на Шек. И колку он не сака ни еден центар, он цело време вика ја за центрите. Не, друже, ти си за себе. Ја председател, а ти подпредседател му вика. На центарската асоцијација. Нема врска, глупост. Не, у задниве подкасти он кај Редик и Редик кај него, видов доста муабети кај што он го покажува егото свое и ако не ни беше јасно до сега, да, стварно е човекот има комплекси, го јаде, го држи уште тоа. Од играчките денови. Мислам се плаши, ете така, глупо му е сега што Јокич има 3 MVP, он си мисли дали на all time листата на центрите, дали ќе рангира пред него. Него, да, многу го замара тоа, например, у животот. Да. All time листата. Он си каже уште кога играл, сакал Данкан да го помине, сакал Чемберлен да го помине, не знам кој. Вечна мука му е тоа што го нема проведено Чемберлен на листа на... Башка со Коби се тркаше на крај, Коби го претица. Он која зема четвртата со Мајами, прво нешто тоа каже. Имам едно повеќе од Шек. Да, прво тоа. Да. И Коби на крај имам едно повеќе. Имам едно поише од Коби и овој после да 5 поише од Шек. Така. Да. Али свака час за Јокич. Од Јокич да продолжиме со нивната моментална серија. Терај. Да, 2-0 за Минесота. Коби реко, ја ви реков драги гледачи, Минесота у 6. Еве го, полека доаѓа на моето, мада и мислам дека и со нови развивања дека и уште пократка може да биде таа серија, за жал. Стравувам дека кратка серија ќе биде. 2-0 на домашен терен, двете им ги зема, втората убедлива победа. Буквално им ја разбија таа нивна игра. Маре го нема никаде. Мизерен шут, 20% од поле Маре. Добро, ја уште си стојам на своето, само да знаеш, јас и ти правевме муавет. Ја кажувам, драги гледачи, дека Мареј не е здрав
И ако го Не се гледате, гледа дека ако го гледате, он нема поминато оноа blow by да испенетрира преку некој ни еднаш. Правиме муавет. Добро, ама Кога и тука може и да има игра, тоа што ти го кажав дека друго е Ривз да му го ставиш, друго е Макдениелс или овој Едвардс, пошто стварно се кучиња, бе, ги гледаш ли што му прават. Имаше неколку секвенци. Не, ја за одбраната нема збор, значи. За одбраната На не друго викам ниво ништо. се, овие се 10 класи боле дефанзивци него Лейкерс тие што ги има. Точно. Точно. Не, јас зборам чисто, сега му прави да речеме Јокич блок или нешто, не е да ишпринта од блокот да креира разлика позади него со човеков, ти текнува него нога пред нога све тоа иде, се резултира во напад, а особено во одбрана ја Мареј мислам дека нема останато пред никого одбранбено. Да. Има утицај. Не одбранава на Минесота и не само на Маре, него и на Јокич му играат феноменална одбрана. Значи, го затвараат на рол. Не дозволуваат Јокич да прими топката на рол, што им го сјебува цел концепт на Денверу напад уствари. Тоа го вика, не знам кој го кажа тоа, дали на подкаст, дали на емисија, вика Минесота се први кои успеале да го збрзнат Јокич. Он знаеш, на свое темпо си игра, на свое време, по полека, го гледа теренот. Сега е некако... Мора да збрзнува за да прими уопште топка. Резултира тоа со лоши напади, резултира со многу трновери. Трновери има многу, да. Многу има изгубени топки во овие две. И за него лош процент за шут. Да, и нападите на Денвер, ја двете утакмици се завршуваа у последни 4 секунди на напад. Да, и баш доста не има течно. изгубени напади, има доста... Да. Не, Минесота му го пуштаат помалиот центар, пошто имаат, тројца високи центри, му го пуштаат помалиот на него, додека поголемиот Гобер го чека, го сачекува под кош. Мене тука многу ми изненади Кат, мора да му давам признание. Супер игра. Не, ни на крај памет не ми беше дека он може одбранбено ваков притисок да направи. Супер игра одбрана. И добро, пак се влага во целосната шема тоа на Минесота, целосната одбранбена шема, ама пак тие пасеви на Гордон на данкер спот што му ги фрла има, лобовите. Ама минимизирани се. Има некој, ама 3-4 Гобер живи им ги фати, им ги пресече тие пасови. Да, една клучна имаше во Game 1. Да. На крај, при крајот. Кнап утакмица имаше лоп, овој го исече ловот. Втората и без него ја добија. Да. Што ќе каже дека системот го имаат воспоставено. На рол не му даваат никако на Јокич да прими топка, го оставаат, бол хендлерот го насочуваат да влезе према Гобер, го чека некој во рекет, чека центарот во рекет. Да. И тоа е. Што ќе ми каже, а на другава страна Едвардс експлодира. Таму сакав да продолжиме за Едвардс, да. Да. Експлодира у напад 43, па сега 20 и кусур на одлична ефикасност. Глеј, делуваат во напад дека им се поголеми на Минесота, дека се поголеми према Денвер. Па се. И или преспори, например. На Едвардс нема кој да му... Да, и у видео што кој да му го стават на Едвардс? Едвардс, кога е Гордон пред него, го претрчува. Кога е KCP пред него, си се крева без никаков проблем над него шутира. Или го бута у кош. Да, го бута у кош. Не знам, баш... Маре, кој што рече, не може ни да застане пред некој. Не, Маре. Баш ова делува како мисмеч. Да. Целиот мечап така делува. Да. И Кет, например, у првата не изигра офанзивно, со фаули се мачаше и искочи брзо, у втората и он 27 поена. Се плашам за Денвер, реално. Ја едино нешто што го видов е, ми се свига како овој Браун, Кристијан Браун, од сите вака што стојат пред Едвардс, он ми се свига највеќе. Да. Го фатив неколку која ја гледавме, не знам дали ти спомнав и ти ја гледаше првата, крајот, можно е на тебе, можно е на Горијан да му спомнав, дека Браун ми се свига како очувајќи гледа многу повеќе минутажа против дале. Да. А нема врска, во втората не беше така. Ја како што фатев неколку напади на Едвардс против Браун, истото го видов, дека дури... Он се носи на его. Една жива, мислам дека му ја фати вака, го спушти на земја дури. Да, физички е доволно јак за да стои пред него и слична висина, брса.
И ја би очекувал, брат, Game 3 да видиме и нешто порадикално. Во стил, ќе го удвојуваме од одма... Едвардс? Да. Па да изнесеме топката од него, ајде да видиме, од човекот на Макдениелс. Да. Па нека решава Макдениелс. Ја видовме 2 утакмици што се дешава. Да. Мора малце порадикално, затоа што играат во гости. Двете се must win кој ќе видиш за Денвер. Да. Било што да изгубат, готово е. Готово. И ја би пробал нешто така по... Еве, од све што збориме, некако испаѓа дека младоста е на страна над Минесота и тоа дека највише уствари ја прави разликата. Физикалноста, младоста. Па добро, да. И еве. Ама брат, ово е супер старе. Едвардс, да. Ќе збориме за 3 години кога ќе биде прв човек на лигата. Ќе викаме дека ете се гледаше против Денвер. Ова сега е моментот кога што се гледа дека незауставлив. Имаше споредба на негови години Џордан и Коби во плейоф на 22 години. Ент има појаки бројки и од Џордан и од Коби у плейоф. Не, свака му час, да. Да. И еве, утре е така, не вечерва. Не е вечерва, утре вечер. Да. И must win. Последната. Што нешто ќе значи. Да. Што нешто ќе значи. Да. И ќе видиме. Али пошто се од шампиони, ако некој може да се врати у оваа серија, тоа се веројатно Денвер. Би додал уште дека за разлика од лани, клупата на Денвер е многу послаба сезонава и кога влага клупа, одма па и јато играат. Минутите со Џастин Холидеј или се викаше тој Арон Холидеј, Џастин, ова е Џастин, мислам, да. Еден од браќата. Танко ми изгледа. Па и тој Пейтон Вотсон кој ќе влезе. Исто, Пейтон Вотсон, да. Они Реджи Джексон кој ќе влезе. Сега он се повреди, мислам дека нема ни да игра. Сега неќам да напињам многу со ова, ама би рекол дека втората петорка стално влага или со еден има Јокич и Мареј. И сега ако Мареј беше како што треба да биде, мислам дека пак би имало некој баланс, ама сега затоа што он не ти дава 25 по утакмица, 27 по утакмица, нема скоринг кога е втората петорка и тоа не личи на ништо. Не, сите се примери MPJ се чудевме на бројките негој против Лейкерс како шутира и оне се паднат у оваа серија. Да. Се одразува тоа целокупно. Не е само еден играч. Добро, ајде другата серија да го воведеме младичот. Еве го младичот Лука Дончич и за него зборат дека е повреден нешто, дека се мачи со хемстринг, 1-0 губат од Оклахома и гледав се едно видео по твоја препорака за тоа како одбрана им игра Оклахома на Далас, дека ги оставаат нивните шутери уствари, дека се фокусирани стрикно на Лука, стрикно на Лука и стрикно на Кајри. Clog up the paint, го затвараат рекетот, сите што треба да помагаат на шутерите, се собираат на пик ен ролот на Кајри или на пик ен ролот на Лука, најчесто на Лука, се собираат, ги оставаат шутерите скроз, као Дерек Џонс Џуниор, Дерек Џонс највеќе, да. Оној Џош Грин и Пиџеј Вашингтон го оставаат. Ај ке речеш он е поасален шутер, ама и него го оставаат. И тоа е според мене клучов за Мавс да идат за Далас да победи у серијава, треба да имаат изврсни партии од шутерите. Затоа што овие двајца играат или да менјаат скроз некоја тактика, да не се ослањаат на пик ен ролот на Лука, онда да менјаат нешто друго. Затоа што буквално 5 души има на доста наврати, после пик ен рол знаеме Лука сака да фрла нели лобови, или ќе дое до некоја негова позиција, 5 души се збираат у рекет и ги оставаат двајца шутери има од цело време отворени. Оваа утакмица не ги погодија, ама нема некој од тие шутери што ете да речеш ќе ти ја добие утакмицата. Па добро брат, Клиба со Клиперс, мислам дека беше гейм клинчинг или последната, да. И меч со две острици е кога ги остава шутерите, еве кога знаат и они да дадат 20 тројки на утакмица. Тоа ти викам. Сега јас би рекол дека оваа стратегија може да е подобра вака која ако си Оклахома кога играш дома. Затоа што викаш ролплеерите послаби се во гости, не сум сигурен дали ќе биде истото и во Далас.
отворени шутери да оставиш дома, кај што се сите самоуверени, кај што публиката ајде малце ветер у грб ќе ти даде. И ти викам може да ти се деси Клиба да ти даде 5-6 тројки. Клиба ич не го видов на прва утакмица. Ама не бе, Клиба е овакво повредена. Повредена, така? Повредена уште од претходната, сега не ми текнува дали играше или уште со Клиперс. Да. И добро, ама у секој случај треба да се даде даде кредити на на Оклахома за одбраната, свака час и одбрана и напад, чет наш руки е на крај крајава. Да, прва сезона. Еве го, плей-офов си тамани. Многу зрело игра. Джей Даб, и Джейлен Вилијамс исто. На мене тој ми беше сумлив играч, си викам дали е ова све резултат на играње со таков суперстар од калибарот на Шеј, кај што навлекува многу луѓе, знаеш. Ама си се докажува. Не сам знае да искреира, да. Го работевме тоа видео, Джейлен Вилијамс у четврта четвртина ја превзима работата у своји раце, 10 поена униза им дава и ја качува разликата. Да, кога виси утакмицата, што се вика. Па добро, од 10 ја прави на 20 и после тоа не се враќаат. Да. И добро, што мислиш сега? Па не знам дали ја прокоментиравме, не стигнавме да прокоментираме, не сме снимале одамна. Пред не беше почната оваа серија на прошлата епизода, така да се плашам за Далас, бога ми. Маичкава, не знам дали ќе смеам да ја носам уште у наредниот период. Ќе направиме нова, со Шеј ќе направиме. Ќе бидеме врти капа, како што викаат ние маици да ги имејам. Абе не, ако тоа ме мачи Лука дека ми изгледа дека има проблем, дека ми изгледа дека се мачи со некоја повреда. Иначе би си останал на Далас, дека и сакам, најавам за Далас, ама вака како што ми стојат работите, мислам дека OKC ќе иде дале, брат. И можно да се оправа. Ти шо велиш? Можно да се оправа, да. Треба Кајри да збесне, онака, и го гледав се смешкаше на постгеймот, као учиме, ќе иде, може да збесне и очекувам да збесне, дома дека ќе добијат утакмици. Интересно ќе биде во секој случај. Една константа што е многу underrated кај Оклахома е тоа што ти го кажав, они се уствари одлична шутерска екипа за тројка. Многу ефишент, само што не зимаат многу тројки и не се познати по тоа. Ама ефикасноста стално име на ниво и мислам дека тоа ќе се пренесе од утакмица на утакмица. Они дека имаат и игра и на мидренч имаат и рол. Балансирана игра. Секаква игра имаат и заради тоа не форсираат тројки. Шеј ќе ја земе, знаеш, ќе го фаулираат, лесно доаѓа и до слободни. Има поени ги генерираат релативно лесно. Да. Не треба да се претепаат за да, знаеш, за да се дојде до поени. И не е изразито сега, Лука ќе ја има па на ролплеериве, знаеш, и Шеј ја има, и Чет ја има, и Джей Даб ја има, па шутериве кои ќе шутери. Да. И балансирани. Овиот клупа што влагаат Ајзеа Џо и Кейсон Валас и тие се снајпери. Да. Тие све се преку 40% за Арон Вигинс многу underrated играч. Нешто како, не би рекол може да исто, ама како Џош Харт што е во Нью Йорк ти дава такви таков придонес ти дава. Хасл плейови. Неверојатен, да, многу underrated играч. И добро, тоа е за таа серија која го спомнавме. Харт може да се селиме на исток. Може. 2-0 Никс. Реков дека ќе биде ова, ја на тебе ти реков, Кјути со Филаделфија си изхаславме. Рече дека малце полесно може ќе биде со сега Индијана. Сега очекувам полесно, кој е полесно. Секоја не може бе брат, 6 утакмици добиени до сега у плейофот, сите 6 у клач. Да. Па немам веќе уште многу. Оваа задњава не, оваа ја добија у трета четвртина. Не бе брат, пак беше тесно, на 4 минути пред крај беше 3 разлика. Добро. Ама не беше до последните possessions. Не беше game winner можда, ама пак брат, тешко, многу тешко. Порелаксирано од првата беше секако. И Џош Харт, куриозитетот за него што е? Џош Харт, куриозитетот е average,
48,2 минути по утакмица, последниве 5 утакмици. Тоа е има одиграно повеќе од него што има у надпревар минути. Да, продолжение со Филаделфија, продолжението го игра. Значи игра цела утакмица, се што може да се игра го игра. Да, на 4 утакмици нема излезено од игра. 10 стрейт четвртини има играно без да искочи. 10, тоа се 2,5 утакмици нема искочено. Да, видов дека Џош Хартев после Џими Батлер од 2013 дека е првиот играч што нема излезено на толку утакмици, а првиот играч е Џими Батлер исто со Том Тибодо на тренерска позиција. Да, играч. И ги гори човекот. До кај ќе стигнат вака, не знам, еве ги паѓаат ко крушки веќе. Се повреди Брансон предходната, се повреди Оджи Ануноби искочи, Мичо Робинсон веќе повреден. Више нема да заигра плейоф. Богдановиќ веќе повреден. А што е со Богдановиќ? Богдановиќ брат се повреди со Филаделфија. И што нема да игра веќе толку? Па сега не знам дали има официјално кога ќе игра, кога нема да игра, ама не игра. Сега многу немаше се тенки, да, многу се тенки со играчи. Не остана играчи, човече. Ке треба со 6 играчи да го доиграат плейофов. Да. Абе се скинав од смење пред, не знам, 10 дена беше, нешто изгледа после победата со Филаделфија и Харт на пресконференција збори нешто едно друго и го фали Тибодо. Супер бевме спремни, знаеш, Тибодо не спреми вака онака, голем кредит му давам него за победава ово оно. И после Тибодо доаѓа и некој му рецитира што кажал Харт. Знаеш, многу ти испофали вака така за спремноста и Тибодо абе батали сака изгледа повеќе да игра минутажа да му дам. Кога поише бе? И се смее. Колку поише да. А Тибодо многу јак на пресконференција, со една реченица, со пола реченица ги одговара сите прашања. Што да каже повеќе? Која стратегија? Стратегијата е моите 5 играча ги играм цело време. Каква стратегија да ти давам? Леле, човече. Ама добро, ти си... Абе, а ја да те прашам што ќе кажеш за Рик Карлайл што се жалеше многу за судењето. Ке речев не иди на друга утакмица. Не. Искрено можам да кажам дека првата утакмица ја ти кажав у приватен разговор дека сметам дека име поклонета на Никс со две клучни одлуки у последна минута. Една за ногата од Нисмит, мислам дека што свират нога на 50 секунди на израмнето, а не е нога и не ја ни прегледуваат пошто не е предмет на прегледување, а тоа е голем проблем. И втората фаул напад на последен напад на Индијана, мислам дека фаулото напад на Мајлс Тарнер по прегледување остануваат на одлуката, многу млак фаул напад. И еве го Карлайл се жали после втората. Ти сакаш да кажеш дека ги буткаат Њујорк како голем маркет да влезат со Бостон во финале, пример? Не знам која е поголемата слика. А или општо, и која е теоријата? Општо викаш нема поголема слика, едноставно оштетени беа. Па да. Да, у вакуум вака само за првата која збориме, оштетени беа. Пошто у вакви утакмици се сведува на тоа, на последните неколку напади. И сега ти кога ќе земеш такви две битни одлуки у прва утакмица, пошто со тие две одлуки да се флипнати, нема Њујорк да победи на таа утакмица. Дури Карлайл вика извадиле 29 клипови од првата утакмица кај што вика е погрешна одлуката и треба да е у наша полза, а е во полза на Њујорк. Добро, види се, у контактен спорт кај што ти сакаш да најдеш грешка, ќе извадиш и 59 ако сакаш за својата екипа. Да. Така да тоа башка. Овие две, да, кажувам дека едноставно грешка беа. Чакстерот поштено си кажува у Инсайд, вика, па да, домашната екипа у плейоф секојаш ќе ги добие, вика, 50-50 одлуките, секојаш ќе ги кидат на домашната екипа. И сега гледај една работа. Ајде, ти си судија, ти може да треба да прокоментираш. Фаулот во напад беше ревјуан. Значи беше прегледан. И знаеш зашто не го признаваат според мене? Ете, домашна публика, тоа да го сменеа тогаш, ја не знам што ќе се случеше од публиката. Не бе, што да се случи, брат? У Свети Николе ќе ти влезеа на терен, немаше да искочиш од салата. У Њујорк на таква публика што скандира дефенс, мада на Њујорк навијачите ги видовме со Филаделфија дека се пожустри, поевропски
стил на навијачи дека се. Синојка Реджи ја коментираш утакмицата за TNT, нели знаеме Реджи има Реджи Милар, драги гледачи. Pacer great. Да, има историја голема со Нью Йорк и со Спайк Ли. Да, со сите. Цела публика веќе која се доби утакмицата, fuck you Реджи. Скандира цела публика, човече. А он таму човече сала. Да. И Џош Харт му доаѓа као демек на заебанција да му каже на него, а не сваќа дека микрофонот е уклучен на можда е грешка на Реджи е тоа што не го исклучува неговиот. И му доаѓа и му вика, мислам дека викаат овие сите fuck you Реджи. И се слуша на пренос. Си го работи. Да. Али ја ти не би мислиш... прифатил таква работа да сум на Реджи место. Со кој здрав памет иде да коментира у Нью Йорк сала, Нью Йорк Индијана утакмица? Абе ентертејмента брат во Америка. Абе све ми е јасно, ама ти со самото тоа што ти скандира, ти гледаш колку си битен уствари. Да, така е. Така да мене тоа не би ми сметало ништо. А ти кажи ми, мислиш дека сега кога ќе се пресели серијата во Индијана, така ми кажуваше на мене, дека ќе биде 2-2, дека ќе се изремни работа. И многу не опонирам ја, пошто еве се е могуче, гледаме какви се во Нью Йорк двете утакмици. Да. Мислев дека ќе биде полесно, и не е. И плюс иде у полза на тоа дека се десеткувани Нью Йорк. Да. Као ранjeni оваква се, као некој. Да. Само знаеш што ми игра многу улога. Мислам дека Кени го кажа ова. Вика големите екипи. Вика знаеш кога се решава утакмицата што се прави, Лука има топката, пенетрира или ќе има лоп, или ќе има на шутер, или степ бек ќе шутне, нели. Шеј исто, или имаш мидрейндж, или иде до кош, па го фаулира, па ќе Брансон вика во Нью Йорк ќе се разделат, ќе се расшират сите четворица, он да иде да креира. Индијана вика не знам што ќе прават и ни они не знаат, секогаш е рандом. Да. Знаеш, Халибуртон ќе земе шут, дури Немхард зема шутери у четврта, у клач. Да. Така е, рандом е некако, го немаат сватено тоа за себе они. Ова е многу добра поента е ова и многу битен момент за пошто утакмиците се сведуваат на се сведуваат на последни 2-3 напада и кога ќе се сведе на последни 2-3 напада, секогаш сакаш да знаеш што ти е go to move-от. А Брансон е страшен. Можда ако не и најдобар со Кајри, вака, у овој плейоф оваа година. Брансон у оваа година си изгради статус на култен играч во Нью Йорк. Да. И еден куриозитет имам за тебе. Ајде. Во 21 плейоф утакмица на Кармело во Нью Йорк има 589 поена тотал, 589, а Брансон во 19 утакмици за Нью Йорк во оваа екипа 591. 2 поена веќе има повеќе. Со 2 утакмици помалку. Него ли, Кармело целиот негов режим во Нью Йорк. Брансон е сега поголем ник од Кармело. Време тече сад. Со само 1,5 сезона. Да. Затоа што Кармело немаше никаков поголем успех во Нью Йорк као екипите на Кармело беа боранија. И првата сезона кога дојде и последните две беа многу лоши. Еве ти ја некои табови имам тука отворено. Све се базира брат на успехот. Зашто Јокиќ е поголем нагет од Кармело така all time, затоа што има плейоф успех, затоа што има титула. Кармело може да има по некои индивидуални атрактивни утакмици, потези, бил играч што блокбастер играч, што така што сакаме сите да го гледаме и ќе го има што викаш на национална телевизија и све, ама па и на регионални све се сведува на успехот на екипата и као што и Јокиќ е боле нагет од Кармело, така и Брансон, ако еве пример пројдат у оваа серија, е легитимно да кажеш дека е поголем ник од Кармело. Па да, конференциско финале Нью Йорк нема играно. Никад нема стигнат од 99-та. Ги мешам тие 99-та и 2000-та, не ми текнува
како е што Не, е. 99-та, 2000-та не е А сигурно. 0-0, 1 и 2 се Лейкерс, Lakers, окей, да. да. Ама да, од тогаш. И многу ми е интересно во Гарден се сите постари Да, играчи. ник играчи што нешто вределе или Буквално ги значеле. Да. Еден Марбери од Кина долета ги гледа. Марбери како скока под кош да видиш ти. Да, под да, кошот да, е стаен. Да. Тука е одма Да, и го се диви. гледавме, да. На секој кош. Да, на секој кош. Ама да. Добро, и Кармело се дивеше, значи на него му е мило. Да. Ја мислам дека он не се нешто потресува, дека за разлика од Шек, например, како се потресува, Кармело А не, не за би требало легасито да се- негово за Да. то, не. Да. Не. Еве го Симо и подкаст и кажува приказки. Па ете, тоа е тоа. И он како нас што ја Подкастери. не легасито не сите си го бивши пустам ја. кошаркари станаа подкастери. Па сега ја да кажувам у центар како сум имал толку и толку поена. Јас си кажувам дека не влагав. Поздрав до Бране кој што ни искоментира на една епизода. Да. Добро да заокружиме. Само ти мислиш дека ќе биде тешко и ја мислам дека може да биде 2-2. Не исклучувам. Ја ќе ги кажам Индијана у 6. На 2-0, да. Ова е Е, бомбастично. една бомбастична изјава од мене, драги гледачи, Индијана 4-2. Наредните 4 дека ќе ги добие и ова. Како кажав, и ова се себе посумњав у изјавата. Ај, нека отспие, ќе Не, видиме. ајде у 7 Индијана. Ајде, па толку нема повеќе. Нема 8 повеќе. не може. Лейкерс у 8. Тоа беа коментарите на Лейкерс фановите после серијата. Лейкерс у 8. А не знаат дека математички им требаат 10 уствари. Кажи ми, воведиме како беше муабетот, како тргна од мини бифот. Не е биф, него е, како да кажам, пасив-агресив понашање и релација Пет Рајли и Джими Батлер. И тоа ќе зависи многу од него за неговата иднина сега во Мајами. Што се деси? Па добро, Джими Бакетс на тамо некои маријачи кои што обожаваш ти да ги кажеш на F1 трка, на Формула 1 трка, Не е битно, негде го снима некој со телефон. полутрезвена состојба, а му вика, слушај, ја ти кажам, да играв ја против Бостон, ќе ги пратевме дома. А шо из Њујорк и Њујорк ќе ги пратевме дома, вика. Джими у негов стил се У заебава. негов стил се заебава и сега го прашуваат Пет на сериозна пресконференција после сезоната на Мајами, го прашуваат за коментарите на Джими и вика, а кој Джими, тролинг Джими или сиријес Джими, прво вика, као ни он не го сватил сериозно сигурно, али вика, ако кажеш, ако даваш такви изјави, боле да играш. Демек, Да. you better be playing, ако кажеш такви изјави. Демек, немој да кажеш такви изјави. Му го пушта. И ако е некој човекот што е... Ајде, кажи го. Стварно не знам на кај си тргна, не знаеш кај ќе стигнеш. Сакам да кажам, има тоа, ајде, што треба да имаш за на некој да му кажеш да не се курчи и дека ти си човекот. Што треба да имаш за некој да му кажеш да не се курчи? Да. Не легитимитет, него Суверенитет на Република Македонија. Интегритет. добро, интегритет да го речеме. Пет Рајли има интегритет и е фаца што може да му каже, па не е тој зборот, ама Пет Рајли е човекот што може да му каже на Джими Бакетс, седи ти тука, не ти е местото на тебе да кажеш кој како ќе игра и што ќе бидеше ако беше, како ќе беше ако беше. И го начна муабетот за договорот и за еднината на Джими Бакетс овакво. И му кажува дека нема да се брзаме, да... Добро, ова заслужува тајмаут. Авторитет бе да ти евам. А замисли да сум пијан, ќе ми текне курац, ќе ми текне и ентер ќе читаш. Не, Пет Рајли е авторитетот, сега да кажам, у цела лига и колку и да е Джими, да Godfather, колку и да е Джими обожуван од страна на цел NBA свет и он е underrated секојаш, а стално overperforming прави и го гледаат као некоја врста бог и е плейоф
играч, плейоф Джими. Не, добра, е вака. Јас сум уствари да си отиде он. Интересно. Јас одамна сум, мислам дека го зборевме и на подкаст тоа, сакам Джими да отиде во екипа кај што он ќе биде втори играч. Веќе ако е трет и јака екипа би било тоа. Па нема таква екипа кај што би бил трет. Има ве заш, у Минесота. Кој е втори играч у Минесота? Кат. Не, Джими е втор. Брат, скоринг wise, скорерски, овој плейоф, еве го се докажува Кат. Па не, ама сега да оставиш Джими у Минесота, нема Кат да биде втор стрелец. Па не знам. Не, Джими веќе, колку години рековме? 35? Ќе напуни сега, пред сезонава. Него фаќаат годините и ја ти прочитав еден факт дека у последните 5 години со Мајами има пропуштено 26% од утакмиците од регуларна сезона. И тоа не е така мала бројка. Има пропуштено 100 регуларни утакмици у задни 5 сезони. На тоа алудира Пет Рајли дека пред се за да правиме муабет за максимален договор и све треба да ти треба да играш и ти треба поише да играш, као ако сакаш поише пари, јас сакам поише playing time. Да. Не го кажува тоа експлицитно, ама тоа сака да го каже со неговата изјава. И интересно е, а зашо би мислиш дека да си Джими, зашо би си идол од Мајами? За титула. Као не кеш веше да си ги трошиш годините тука сам да се мучиш? Да, нема не ти носат играч 5 години. Треба подобар од него да донесат. И тоа Абе не, ја не се слагам. Професионален играч треба да донесат за Мајами да освојат титула. Ама на Мајами у двете финалиња што ги стигна у неговиот стинт со Мајами, против Лейкерс 20 и против Денвер лани, на нив им фалеше уште еден солиден играч. Не. Според мене. Глеј. Во двата случаи Мајами никогаш не беа топ фаворит. Него они гризеа, каса, се тепа, се ова, се она, па се повреди Јанис, таа година ги поминаа нив. Па... Еве ти еден интересен играч, што мислам дека би направил разлика у двете серии, Брук Лопес. Они никад не беа високи под кошевите. Лейкерс ги доби нив у рекет, Денвер ги доби нив у рекет. Брук Лопес, да го ставиш као петка, а Адебајо четврка, они имаат мечап и со Лейкерс и со Денвер. Мислам така само ќе се запуши и рекет и све, ништо нема да се игра. Брук Лопес е стреч центар. Ретко како кој. И ти мислиш таа екипа ќе биде сметана фаворит? Не, нема да биде сметана. Јас затоа ти кажувам, за Джими да си рече, еве имаме шанса стварно, тоа значи да отиде во фаворитска некоја екипа. И он вика, еве сега и мене ме носат и веќе ќе газим. А онда треба да се мучи и да прави чуда за екипата само да дојде до конференциско или до финале. За мене е премногу. И мислам... Добро, еве сега има руморс дека у Филаделфија ако би дошол да се врати. Може да се врати, да. Шампионска екипа е тоа. На истокот се носи со било која екипа таа. Да, се слагам, да. Ете ти. Он фактички од кај што си отиде да се врати, Минесота, Филаделфија, тоа се шампионски екипи. Минесота и сега е шампионска екипа. Да. Со новиве. Не, добро, тој Пуздер што го направи, таму нема шанси да се врати во Минесота. Да. Али добро. Не ги прокоментиравме Бостон. Ич. До сега според твоите очекувања? Па според моите, ја немам баш што да коментирам, стварно брат. Им се отвори патот до крај. Многу лесен пат. Микел изгуби една утакмица до сега рандом. И со лоша партија на Тейтум на првата пушка, лоша партија против Кливленд, пак 25 разлика. Да. Прв играч што треба онда ти ја доби утакмицата, нигде го немаше скорерски. Ај сега можда не нигде, ама 18 поена, тоа е лоша потврлување, да. Потврлување, они не трепнаа 25 разлика. Никогаш не беше утакмицата во прашање. Да. Тоа е. Да, очекувам метла со Кливленд и Нью Йорк или Кливленд Пейсерс. може да им добие една таква.
Може да им Мичел добие, ако рокне ама 50. едноставно, да, може 52 поена да има и да тепа. Ама сега веќе знаеме дека што е и како е. А добро на Никси колку им даваш дека ќе земат Една. со Бостон? Една. Една? Да. Брансон ќе рокне 50. Да. Не, така е. За жал на истокот, мислам дека веќе 90% е решено. Ти рачунај сега што се дешава. Нью Йорк си повредија, едва може да додржат, ти ги бираш Индијана во 7, значи кој да отиде од тие две екипи, тоа ќе биде една утакмица, макс. Тоа е. И си звонат до финале си одат. Многу јаки утакмици ќе има Бостон Минесота, човече. Мечапите што ќе биде тоа? Вака во глава како што ми е најубави мечапи би биле тие. Да. Бостон Минесота. Дугачки такви и Енти, Тейтом и Браун. Одбрана гризењи утакмиците 90-89 ќе завршува. Сега тоа ќе биде интересно, дали кога ќе се врати Порзингис, мислам дали би се вратил за Па треба да се врати според првичните за конференциско, за финале, за според првичните прогнози, рекоа дека дека ќе пропушти една плейоф серија, ако не се лажам. Пошто особено за финале е клучен. Ајде да не речам за конференциско, можда не, да, им треба за финале. секој случај. За финале им треба. Финале особено. И па добро, не знам, мислам дека горе-доле покриваме све. Еве, ја би дал само честитки за Rookie of the Year. Да, Вемби, убав дизајн на маичка. Вака. Еве овој да видите и ќе ви ги ставиме тука и другите дизајни. Да, дечки, ова се наши, мислам, соработка со илустратор, ама ние ги имаме правата за овие маички. Да, овие се ексклузивни one of a kind маички, нема да ги најдете на друго место, не само во Македонија, него во цел свет. Да. И еве, мислиме да ви ги понудиме, кој сака да може да си купи. Ќе ги видите тука сите дизајни. Бела маичка, 100% памучна, доставена из цела Македонија. Маичките би чинеле 800 денари. Пишете кој би бил заинтересиран и од наредна епизода ќе ви кажеме што Прво како... да видиме дали има интерес. Да, ако дали не има интерес. ексклузивно ние ќе си ги носиме. Да, и ќе се фалиме низ град. Да. Пишете ако има интерес, ќе се договориме и од наредна епизода ќе може да примаме и наречки. Може така, мислам дека сме све Па да, опфативме. тоа е тоа, се опфатив. Денеска порелаксирано, на брзање беа последните две. Да. Почастивме со една подугачка. Да. Тоа е тоа, ајде. Тоа е винцето кога ќе влезе во игра, одма е друга. Ајде. Cheers.